Добро вечер. До управата за јавни приходи до денеска пристигнале 23.500 годишни даночни пријави. 10.600 физички лица веќе се регистрирале на електронскиот систем на одоначунување. Од нив се пријавиле досега само 120. Лани до предвидениот рок 15 март известување по однос на годишните приходи поднале над 174.000 лица, а годинава таа бројка треба да се искачи на 200.000. Од управата за јавни приходи нагласуваат дека обврската за годишна даночна пријава се однесува на лицата кои што во текот на 2013 заклучно со 31 декември оствариле приход надвор од примањата по основна плата. Крајниот рок останува 15 март 2014 година. Со оваа информација ги започнуваме денешните урбани вести. Останете со нас и погледнете што подготвивме за денеска. Пролетта почна во февруари. Промоција на проектот за вработување на млади лица во општина Газибаба. Американски деца приготвиле пакетчиња за нивните врсници од Македонија. Пакетчињата ги делеше Борче Митевски, градоначалникот на Петровец. Се реконструира улица во Драчево. Се поставуваат камери и снимачи во автобусите на ЈСП. Денеска во просториите на ЈЕС инкубаторот во населбата Автокоманда беше промовиран проектот за отпочнување на сопствен бизнис, во кој се вклучени млади невработени лица од општина Газибаба. Проектот беше промовиран од страна на градоначалникот Тони Трајковски и директорката на фондацијата Габриела Костовска-Богоевска. Во просториите на ЈЕС инкубаторот во населбата Автокоманда, градоначалникот на општина Газибаба Тони Трајковски и директорката на ПСМ фондацијата Габриела Костовска-Богоевска одржаа пресконференција на која го промовираа проектот за отпочнување на сопствен бизнис во кој се вклучени млади невработени лица од општина Газибаба. Согласно програмата за локален економски развој на општина Газибаба, по втор пат се реализира проектот за отпочнување на сопствен бизнис во соработка со ПСМ фондацијата и се одвива во 3 фази. По објавување на конкурс се пријавуваат млади луѓе од општина Газибаба кои сакаат да започнат сопствен бизнис. ПСМ фондацијата организира бесплатни обуки на кои посетителите ќе имаат можност со помош на искусни предавачи да учат за основите за водење бизнис, како што се изработка на бизнис план, сметководство, комуникација, маркетинг, продажба, организација и слично. Општина Газибаба за оваа година, согласно програмата за локален економски развој, планира да го продолжи проектот кој што веќе еднаш го реализиравме заедно со ЈЕС инкубаторот за подршка на сите оние лица кои што сакаат да започнат со сопствен бизнис. Затоа што наистина тој проект покажа успешни резултати. Трите фирми кои што беа избрани пред 2 години и на кои што заеднички им дадовме подршка, една од нив веќе успешно се етаблира на пазарот и тоа не мотивираше и понатака да продолжиме со овој проект, односно повторно да им овозможиме на сите оние наши граѓани кои што сакаат да започнат сопствен бизнис, кои што имаат идеја за отпочнување на сопствен бизнис, да им помогнеме полесно да го стартуваат. Значи, овој проект е планиран да се одвива во 3 фази. Најнапред на јавниот повик ги повикувам сите заинтересирани да се јават во ЈЕС инкубаторот, да достават податоци. Потоа заедно ќе формираме комисија која што ќе ги одреди најдобрите 3 бизнис плана, кои што, како што напоменав, ќе им дадеме подршка за почетокот, обезбедена е просторија и сите оние трошкови кои што ќе бидат комунални трошкови, сакаме да им ги покриеме за да можеме да им обезбедиме да можат полесно да стартуваат. Нам ни е особено драго што соработуваме повторно со општината Газибаба, не само поради тоа што низа години наназад имаме исклучителна соработка и подршка од општината, туку и поради фактот што сметаме дека ако сакаме да го поттикнеме развојот на претприемништвото кај младите, најмногу треба да се работи пред се на локално ниво во линија со приоритетите на национално и европско ниво. Ние со нашата програма за подршка и развој се обидуваме колку што можеме да помогнеме во тој процес на развој на претприемништвото кај младите луѓе.
Тука пред себе ги издвоила обуките кои што редовно ги организираме, обуки кои што ги организираме самостојно или во соработка со други институции, како што е овој пат случај со општината Газибаба, обуки кои што се наменети за поттикнување на младите да основаат сопствен бизнис, понатака да развиваат сопствени вештини и секако да го развиваат сопствениот бизнис. Самиот процес ќе се одвива на тој начин што најпрви младите кандидати од територијата на општина Газибаба ќе имаат можност да поминат обука. Обуката ќе се организира во 3 групи. Моментално е завршена обуката на првата група на кандидати. Во фаза сме на формирање на втора група на кандидати, а некаде наредниот месец или месецот потоа ќе следува и третата група. Така да ги повикувам сите кои што не успеа да се приклучат кон првата група за обуки, да се приклучат кон втората или подоцна кон третата група за обуки за бизнис вештини. Сите учесници ќе добијат соодветна стручна литература која би им помогнала во изготвување на успешен бизнис план. По одржување на обуките од доставените бизнис планови ќе се изберат 3 најдобри кои ќе добијат финансиска поддршка од општина Газиоба за реализирање на истиот платен канцелариски простор за време од 6 месеци, како и консултантски часови кои би им помогнали во почеток на реализација на бизнисот. Целта на овој проект е да се мотивираат младите лица од општина Газиоба кои имаат потенцијал да започнат свој бизнис. Општината да очекува дел од тие компании да прераснат во поголеми компании со што би се вработиле и повеќе лица. Конкурсот трае до крајот на месец февруари, а сите заинтересирани за информации може да ги користат линковите на ПСМ фондацијата и на општина Газибаба. Градоначалникот на општина Петровец Борче Митевски денеска на учениците од основното училиште Кочо Рацин им додели пакетчиња, направени од нивните врсници од Америка. Вакви пакетчиња ќе добијат сите деца од општина Петровец, а во нив има училишен прибор и играчки. Основното училиште Кочо Рацин во Петровец донесоме 600 пакетчиња за децата од општина Петровец. Иначе пакетчињата се направени од нивните другарчиња од Америка. Беа направени за боџичните празници, но бидејќи се работеше за бродски транспорт, каснеа одредено време. Еве денес имаат прилика дечињата да си ги подигнат пакетчињата. Секоја година ова го практикуваме, соработувајќи со Самаријанска торба, невладината организација. Минатите години даваме во други училишта. Денес ги делиме пакетчињата овде во Кочо Рацин, ќе поделиме исто така пакетчиња и во Сушица и во Горно Коњари. Соработката со невладината организација Самаријанска торба ќе продолжи и во наредните години, бидејќи ова е голема радост за дечињата од општина Петровец. Пакетчињата се составени со прибор за учење, со кукли. Во текот на оваа недела ќе почне монтирањето на 50 снимачи и 15 камери во автобусите на јавното сообраќајно предпријатие Скопје. За нивната набавка ЈСП склучи договор со фирмата Кентарт од Турција. Според директорот Мишо Николов, со набавката и монтажата на системот за видеонадзор и снимање ќе се зголеми безбедноста во автобусите, а на МВР ќе му биде од помош во случај ако се повторат инцидентите, односно тепачките меѓу средношколците во возилата. Николов вели дека сегашните камери во автобусите немаат снимачи и истите не биле поставени од безбедносни причини, туку за да им помагаат на возачите да видат дали патниците седат и дали е се во ред со автобусот. Снимачите и камерите ќе бидат поставени во автобусите, каде што почесто се случуваат инциденти. Приоритетна ќе биде линијата со број 65. Во сите автобуси на оваа линија ќе бидат поставени снимачи. Исто така снимачи ќе се монтираат и во сите седумки и во некои возила на линиите 9, 19 и 55. Ќе бидат поставувани по 3 снимачи дневно, а надлежните очекуваат работата да заврши за 1 месец. Николо вели дека ова е почетен проект и ако се покаже ефикасен, ќе продолжи да се спроведува. Во инвестициската програма на ЈСП и во програмата за јавни набавки е предвидено да се набават уште 100 снимачи и камери, завршува Николов. Започна реконструкцијата на улицата Иван Хаджи Николов, односно поранешна Радко Митровиќ, и на уште 2 краци. Комплетната реконструкција на улицата ќе се изврши во должина од 870 метри, а според очекувањата градежните работи ќе финишираат за 4 месеци.
Бенефитот од реконструираната улица ќе го почувствуваат 950 жители кои секојдневно го користат овој пат, но и сите останати жители на ова подрачје, бидејќи истата е продолжение на постојната главна улица која транзитира кон населба Драчево. Вредноста на инвестицијата изнесува 5,4 милиони денари. Од овие средства, 3,7 милиони денари се обезбедени од програмата ИПАРД, која е наменета за инвестиции и за поддршка на земјоделството и руралниот развој во земјава, преку Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој. Општина Киселавода во овој проект учествува со 1,7 милиони денари. Планирано е да се изградат тротоари од двете страни на улицата. Тие ќе бидат со ширина од околу 1,5 метар, а ќе се вградат околу 1700 метри бетонски рабници. Пролетни температури во февруари. Според управата за хидрометеоролошки работи не се нешто невообичаено. Тоа што е изненадувачко е што такви температури ќе имаме се до календарскиот почеток на пролета, односно со снегот и официјално се збогувавме. Зимата заврши уште пред да почне. Пролетните температури во средината на февруари и понеделнички ги поттикнаа граѓаните да излезат на прошетка покрај кеот на Вардер. Уживаат во сонцето, но се надеваат дека до крајот на календарската зима повторно ќе видат снег во главниот град, бидејќи како што велат самите, ова сонце не е за добро. Инспирирани од невообичаеното топло време за овој период од годината, се упативме кон управата за хидрометеоролошки работи и поразговаравме со Ленче Ризова, дежурниот синоптичар. Според незиниот исказ, оваа година пред време ќе се збогуваме со зимата, ако и досега не сме се збогувале. Снег повеќе нема да има, а нема да има ниту температури пониски од 10 степени. Овие денови, значи, температурите достигаат до 19, па и денес утре и преку 20 степени. Така ќе се задржи, значи, во наредните денови, а промена на времето имаме во петок и деновите од викендот, кога се очекуваат врнежи од дожд, а температурите ќе опаднат за неколку степени. Може ли да очекуваме дека зимата повторно ќе се врати или веќе пролета пред време започна? Па според сегашните материјали, значи единствено тоа заладување што ќе го имаме сега во недела кон понеделник, значи понеделник, вторник, првите денови на наредната недела, меѓутоа сепак не може да се каже дека се тоа некои зимски температури. Ќе има опаѓање, доста посвежо ќе биде, меѓутоа со оглед на денешните 20 на степени и 8 степени до 10 се сепак ниски температури. Ги прашавме и граѓаните што велат на оваа временска прогноза, дали топлото време негативно или позитивно влијае на нивното расположение и здравје. Сите се едногласни, сонцето е извонредно за прошетки, по долгите магливи денови, но не е добро за здравјето. Зимата заврши, еве добивме информација од управата за хидрометеоролошки работи, веќе нема да има снег. Што мислите за тоа? Дали е во ред да нема снег во февруари? Не е во ред. Дали? Треба да има снег. Дали? Секако. Меѓутоа убаво е за прошетка. Па за прошетка да, малце. Да земиме воздух иако не е чист како што треба. За прошетка и такако, одлично, не е добро. Добро е. Слушај, после тие магли, добро. Абе не е добро, не е здраво ако нема снег. Не видиме зимата. Како што треба. И болести и се мислам, по-друго е, нели, кога ќе се променат тие со снеговите се променува и самата клима, бактерии и све тие. Нема да има грипови. И децата ќе трчаат. А ова сега време, лажи време, не е добро. Сепак, против климата не можеме. Останува само да се прилагодиме и да уживаме без разлика дали е сонце или снег. Металург ремизираше со Динамо Минск. Вардар убедлив против Вакертун во Лигата на ракометните шампиони. Истокот го победи Западот со 163-155 на All-Star надпреварот во Нью Орлеанс. Следуваат спортските вести, но при тоа рекламите.